Почитувани медиуми, 6 години СДС во земјоделството, 6 години пропаст и разочарани земјоделци. Сега повеќе од било кога порано државата си заменуваат земјоделците. Државната земја наместо на вистинските земјоделци ја дадена на блиски луѓе кои истата не ја работат, а користат субвенции. Овче полието, Пелагонија и другите земјоделски региони се со празни ниви. Тие ниви се дадени во посет на луѓе блиски до власта и не се обработуваат. 6 години нема поголемо производство и тоа што ќе се произведе нема каде да се продаде. Во Македонија на нивите скапува храна. И внимавајте, скапува храна кога храната во светот поскапи и до 50%. Кај кого е вината? Кај земјоделците сигурно не е. Во буџетот за 2023 година, како гломазен, нема предвидено ниту средства, ниту има стратегија како ќе се реши проблемот со пласманот на земјоделските производи. Доколку власта е неспособна да организира продажба надвор од државата, тогаш може да обезбеди откуп од нивите и барем во рамките на Република Македонија народот да плаќа поевтин зеленчук и овош. Сега како што е, народот плаќа скапа храна. Произведеното од земјоделците скапува на нива, а на пазарите и маркетите има скапа увозна храна, овоше и зеленчук. Почитувани, буџетот за земјоделие за 2023 година, со која власта денес се фали, ќе заврши во џебот на луѓето околу Николовски, Ковачевски и Ахмети, но не и кај вистинските земјоделци. Нема пари за исплата на заостанатите субвенции, нема пари за инвестиции во земјоделството, нема пари за инвестиции во водостопанството, ниту за исплата на штетите од временските непогоди во изминативе неколку години. Земјоделците од Стајковци, од Ресен, од Тиквешијата, од цела Македонија и по 5 години чекаат субвенции и надомест на штети за своите посеви и насади. Ке чека Екрем од Арачиново, ке чека и Трајче од Струмица, затоа што Љупчо Николовски и Димитар Ковачевски, заедно со Али Ахмети, имаат други приоритети, но не и решавај на реалните проблеми.